Патот од универзитетската клупа до успешна кариера во корпоративниот свет не е секогаш лесен, но кога е воден од страст, посветеност и јасна визија, остава траен печат. Таков е случајот и со мојата денешна гостинка Александра Божиновска, дипломец на Факултетот за туризам, магистер по маркетинг и менеджмент на Универзитетот Скопје, чија инспиративна приказна ќе ја слушнеме токму во нашиот подкаст Универзум. Александра, најпрво ти благодарам што си денеска со нас. Ти благодарам, Билјана, и на тебе. Чест и задоволство е да бидам присутна на еден ваков многу интересен концепт на подкаст и секогаш ми е чест и задоволство да го споделам моето искуство низ моето патување на Универзитетот Скопје, денес, додека студирав јас беше Универзитет за туризам и менеджмент, така да се надевам дека ќе бидам на некој еден студент една инспиративна приказна. Така, релативно си млада, меѓутоа имаш богато работно портфолио. Јас ќе прочитам за да не сгрешам. Ти си дел од продажниот тим на Македонски Телеком, собственичка на едукативниот центар Smart Lab и на платформата Create, Drink и Enjoy, која се занимава со организација на настани и работилници. И сето ова, за целиот овој успех, морам да кажам дека секако сигурно дел има и твоето образование, и затоа би почнала од образовниот процес, бидејќи си алумни на Универзитет Скопје и нас многу ни се драги кога ќе ни дојдат дел од студентите кои што го поминале тој образовен процес. Ќе почнам од тоа како започна твојата приказна со Универзитетот Скопје. Многу интересна приказна е. Зошто? Затоа што мојата приказна, односно моето патување со Универзитетот за туризам и менеджмент во тоа време започна со еден квиз на Колумбо наречен, или сето тоа подкрепено под плеките на туризмот, па и самото име го носеше Колумбо, квизот. Се пријавив на самиот квиз и на моја голема среќа и огромно задоволство добив стипендија. И можам слободно да кажам дека ете така почна мојата приказна, односно патувањето на моите студии на овој универзитет. Иако морам да напоменам дека сепак имаше некоја подлога, односно има веќе поддршка од родителите дома, бидејќи мојата сестра веќе беше студент на тогашниот Универзитет за туризам и менеджмент. Беше втората генерација од универзитетот. Јас бев, на моја голема среќа, трета генерација, каде што веќе доста искусни, професорите, целиот наставен кадар и ректорот, меѓутоа и начинот на едукација, односно веќе беа поставени добри темели за целиот тој образовен процес. Како што напоменав, така почна и моето студирање, низ целиот тој процес од 3 години траеше. Искрено морам да напоменам дека кога зборам за универзитетот, зборам многу емотивно. Зошто? Затоа што сум прво многу врзана за целата таа институција, прво од фамилиарни причини, како што напоменав и сестра ми студираше, заврши таму и дипломски и постдипломски студии. Морам да напоменам дека и мојот сопруг исто така заврши постдипломски студии после подолг период од кога се запознавме, така да слободно можам да кажам дека универзитетот е дел од мојот живот и како моја мала фамилија, можам да кажам. Така, убаво е кога слушаме задоволни студенти кои што излегле од академските клупи, бидејќи да речам некој си период во кој што завршуваат средношколците, па и многу од нив и веќе треба да размислуваат каде ќе се запишат, па и ова може ќе биде еден вид на поттик и мотивација за многумина од нив. Колку беше задоволна од наставниот кадар, колку беше задоволна од целиот оној процес на настава, сето она кое што наставниците ви го пренесоа и вам како знаење, бидејќи многу е важно пред да се запишат средношколците, односно пред да одберат каде ќе се запишат, многу е важно и да знаат со каков кадар ќе се соочат таму, колку тој кадар ќе биде подготвен, па затоа велам и како мотивација една. Да, слободно, значи еве и еден апел до сите идни студенти кои што сега гледам, јас доста и ги пратам на социјалните мрежи, сите активности што ги има и
универзитетот, ги гледам дека постојано се во училиштата, во средните училишта и нудат начини, односно програма за идните студенти, каков е пристапот и начинот на наставната програма во текот на целото студирање. Морам да кажам дека особено сум среќна и многу ми е чест затоа што како студент и јас бев дел од тој студентски караван кој што пропратно покрај сите наставни активности што ги имавме во текот на студирањето, како една од најдобрите студентки, со чест и задоволство можам тоа да го кажам, сепак ние на крај од секоја академска година добивам и почесни признанија. Особено ми е чест и задоволство, повторно ќе напоменам, бидејќи добив такво признание. Тоа ми е многу драго затоа што целата моја посветеност и љубов кон студиите беше валоризирано и препознаено од страна на наставниот кадар. Така да една моја топла препорака до идните студенти да слушаат професионалци, да слушаат совет од професорите кои што идат, односно присуствуваат на тие презентации ни средните училишта, затоа што верувајте, моја препорака е да се слушаат себе си, да знаат што сакаат во животот. Не треба сега, имаме еден таков период кога младите одбираат професија што е популарна или која што е профитабилна. Не, треба да се запрашаат каде се гледам јас за 10 години. Мора да направат вистински избор за да ги постават темелите на нивниот образовен процес за во иднина целиот тој образовен систем кој што ќе помина да вроди со неизбежен успех. Така да многу ми е мило и морам да го поздравам начинот на наставниот кадар кој што го промовира целиот овој промотивен период на упис на студенти во универзитетот, затоа што носат со себе студенти кои од искуство ги споделуваат своите приказни. Сега сум многу постара, меѓутоа во периодот кога бев студент, верувајте, кога на студентите ќе им предочиш на нивна горе-доле возрастна граница бевме и ќе им предочиме што се учиме и низ какви практични примери поминуваме, многу им значи и јас мислам дека е за поздрав целиот овој караван што го тераат и моментално и до ден денес гледам дека функционира и се уште трае, така да нешто што е добро, долго трае, така да огромно браво за сите професори. Така, која е, да речам, најважната лекција можеби која што ја научи низ образовниот процес, а која подоцна во животот ти помогна во корпоративниот свет? Има многу што ги учевме. Навистина морам да го поздравам, повторно ќе напоменам наставниот кадар на чело со ректорот на Универзитетот Аце Миленковски, зашто тие не ни беа само предавачи, ни беа ментори, ни беа пријатели, секогаш достапни за нас во било кој момент, кога и да им се обратевме, секогаш толку несебично го споделуваа своето знаење со нас. Дури никогаш се доведувавме во ситуација да ни е толку непријатно, затоа што како да напоменам, сме им звонеле дури доцна навечер кога сме правеле некои презентации, се со цел да ни објаснат за што станува збор, како полесно, односно да ни олеснат работата. Меѓутоа, една од најважните лекции што ја научив, образовниот процес е, односно целиот тој период на учење што го поминуваме, не е само знаењето, туку и лекцијата животна која што ќе научиме, додека си студент можеби не ги вреднуваш толку и не го цениш целиот тој процес кој што поминуваш и целиот тој материјал кој што го учиш, меѓутоа од денешен гледан аспект, после 10-15 години,
слободно можам да кажам дека и те како вреди и е многу важен изборот за нели образовната институција која ќе одбереме, зошто за нашата патека која ќе се третира понатаму во животот. Успехот е многу важен, меѓутоа со дисциплината која што ни ја вовеле тогаш наставниот кадар, начинот на размислување, значи критичко размислување, практични вештини, целиот тој начин на учење од денешен гледан аспект, како сето тоа го валоризирам во мојот бизнис, верувајте, многу значи и еве една моја порака до младите, добро да размислат пред да одлучат нели во која образовна институција ќе го продолжат своето студирање, бидејќи во подоцнежните години, верувајте, и те како ќе им е мило дали донеле или не донеле вистинска одлука, нели, за нивниот образовен процес. Така, кога сме кај носењето на вистински одлуки, Универзитет Скопје уште од самите почетоци им нуди на студентите практична настава, што е многу важно во денешно време и многу го олеснува тој транзицијски период од академските клупи кон реалниот свет, односно реалниот бизнис. Колку практичната настава тебе ти помогна, нели, во тоа што да преминеш од универзитетските клупи во работата? Многу ми помогна и мене, а и верувам на сите мои пријатели кои што, односно, нели, тогаш студенти кои што студиравме заедно. Верувајте дека и пост нели оној универзитетски денови и студирање и ден денес се дружиме, многу комуницираме, има многу успешни приказни излезени од Универзитетот Скопје, за кои што сум особено горда и верувајте каде и да одам, нели добриот збор железни врати отвара и со гордост го препорачувам на секого, зошто баш токму од овие причини во тогашно време практичниот дел, односно практичната настава беше и те како ретка, слободно можам да кажам, дури ја немаше во ниеден друг универзитет, многу помогна. Зошто? Целиот тој процес, слободно ќе го напоменам повторно и оној караван што беше за упис на студенти, колку добро го размислува професорите во тој период, начинот на комуникација, елоквентноста на студентите, можноста да се опуштиш, да збориш пред аудиториум, и те како беше важна во денешно време кога ја гледам, премногу ми помогна. Покрај тоа, нели, практичниот пристап до сите студенти во текот на летниот период универзитетот ни овозможуваше летна пракса на позиции каде што нели јас студирав тогаш на факултетот за туризам, кои што ќе ни помогнат многу во понатамошниот начин на нели на работа, на професионално поле, меѓутоа и на приватен план. Зошто тоа го велам? Затоа што да, тогаш во туризмот, меѓутоа денес во мојот бизнис многу добро се покажа практичниот пример од аспект на тоа што имаше една лекција која што не учеа учителите, односно професорите, ни велеа дека туризмот не е само една работа и професија. Тоа е знаење, фундаментално знаење, односно темел на знаењето што ни го поставува професорите, меѓутоа и човечкиот однос, и нели практичниот пример, сите вештини што ќе ги здобиеме низ стекот на целата летна пракса, потоа можеме да ги валоризираме во понатамошната наша успешна приказна низ животот. Така да, на моја голема среќа имав нели како што напоменав на почетокот стипендија, но меѓутоа потоа со сите парични средства здобиени во текот на летниот период имавме можност и да си го покриеме нели следниот семестар и како сме сите многу благодарни на таквиот принцип и начин на работа на Универзитетот Скопје. Така, ние сме многу среќни кога слушаме вакви успешни приказни и затоа постои нашиот подкаст, нели? Кога сме кај образованието, мислам дека кажавме генерално тоа што сакавме да кажеме. Јас обично ги прашувам моите соговорници, нели, од денешна перспектива, што би ги советувале младите како да изберат правилен факултет за нивното образование, меѓутоа ти во неколку наврати ми го кажа тоа, па би сакала да продолжиме нели кон твојата успешна бизнис приказна, да речам.
дипломираше на факултетот за туризам, меѓутоа продолжи на маркетинг менеджмент. Нели преовладуваше она љубов кон патувањето да те задржи во туризмот? Точно. И зошто продолжи на маркетинг менеджмент? Предпоставувам дека и поради магистерските студии, па си во Македонски телеком сега. Така е. Значи, љубовта кон патувањето никогаш не престана. Тоа беше едно жарче што така тлееше и се уште тлее. Патувањата се нешто што не може да се напише, не може да се опише, мора да се доживее. И тогаш така не учеа и денеска тоа важи за мене како нели една приказна која што треба да се доживее. На моја огромна среќа си најдов сопруг кој што ужива во патувањата и до ден денес заедно цела фамилија многу често патуваме и секој пат кога и дотидеме некаде дури се шегуваме. Сега сме бидејќи влюбени во спортот, се шегувам дека кога одиме на спортски надпревари викам ова е спортски туризам. Еден потоа патуваме, па одиме, бевме, морам да го напоменам, крштевањето во реката Јордан кога бевме во Израел, тоа ни беше една многу голема желба на мене и на мојот сопруг да ја крштеваме ќерката таму и нели, тоа е верски туризам. Сепак туризмот уште во мене нели живее и ќе живее. Меѓутоа, зошто се одлучив за маркетинг? Имаше причина затоа што од секогаш сум била многу креативна, од секогаш сум сакала да имплементирам нешто ново, нешто што го нема кај нас, нешто што ќе те тера да размислуваш, да бидеш креативен покрај нели целиот оној процес на денешно време со мобилни телефони, децата на лаптоп покрај компјутер, па така се роди и желбата и идејата сето тоа да биде преточено во еден едукативен центар, сепак нели од неформално образование по STEM методологија, така се роди и Smart Lab. Поради љубопитноста на мојата ќерка Софи, уште како мала имаше многу желба и беше еве да кажам слободно креативна на мама, секогаш дома ништо сакаше да прави, да експериментира, да учи, и така се роди желбата да се создаде еден таков тип на едукативен центар од неформално образование. Меѓутоа морам да напоменам со огромна поддршка, тивка поддршка од страна на ректорот на Универзитетот Аце Миленковски, како што нели морам да напоменам дека сепак поддршката на неговите студенти, односно на студентите од Универзитетот за туризам, продолжува и понатаму низ патот во животот на студентите. Еве слободно можам да кажам, една таква поддршка добиваме постојано од страна на универзитетот. Морам да напоменам дека една таква успешна приказна беше и поддршката на универзитетот за сите дечиња во градинката Орце Николов во Карпош. За денот на пролета беше спонзорирано од страна на ректорот сите дечиња да си засадат свое цветче, да си замислат своја приказна и нели низ текот на годините кои што го поминуваат во градинката да ги одгледуваат и да се грижат за истите. Друга на која што сум особено горда, морам да го напоменам и целиот оној ветер во грб и поддршка која што е дадена од страна на универзитетот. Сепак сме нели на нивото на општина Карпош и во нашиот едукативен центар имаме годишни програми за подготовки за првачиња. Тука навистински се покажува оној момент инвестиција во идни генерации, како треба да биде и тоа нека биде пример за сите образовни институции. Беше поддржано со комплетни материјали за идните првачиња од страна на ректорот и од страна на универзитетот, како треба да инвестираме во идните генерации кои што здравје во иднина ќе бидат и студенти на истиот универзитет. Така, младите се обликуваат уште од најмала возраст, а Универзитет Скопје секогаш покажува и докажува дека е општествено одговорна образовна институција и точно така треба и сите други да го следат тој пример. Ајде малку за Smart Lab, значи да им го доближиме на гледачите. Колку, да речам, љубов, посветеност, пожртвуваност, организираност и сето тоа е потребно да се сформира, да се одржува и да се работи една ваква академија, би рекла, за мали дечиња. Сепак тоа се нели млади деца.
И колку е денеска во наше време популарно таа STEM програма за учење? На моје големо изненадување и на моја голема среќа и радост е многу популарно. Затоа и како што напоменав претходно се роди целиот тој концепт, односно визија да се роди Smart Lab. Никако општеството имаше потреба во денешно време да се запустава туна учење само досадно во училиштата, што е сепак и на децата им е потребно низ практични примери да осознаат, да дознаат нешто ново, да пробаат, па дури и да сгрешат, да знаат дека низ процесот на грешки се доаѓа до успех. Така учев и на универзитетот додека студирав и слободно можам да кажам дека тој начин, односно процес на образование го валоризирам денес, односно го приминувам и во мојот едукативен центар. Зошто? Затоа што ако не пробаш, нема да знаеш. Ако не сгрешиш, нема да знаеш дека си успеал. Така да има децата многу потреба, посебно во денешно време, односно се трудам многу да го нагласнам и моментот со емоционалната интелигенција. Децата да знаат да чувствуваат, да изградат самодоверба, бидејќи во денешно време и многу ја нема. Меѓутоа долгорочно ако гледаме, ако детето како мало изгради своја самодоверба, изгради ставови, изгради визија за себе, како се гледа понатаму, тука се надополнува и муабетот, односно да се надоврзуваме на целиот тој момент за вистински избор, за добри темели поставување во иднина да се направат кога треба да одлучиме што понатаму со нашиот живот во полето на образовниот процес. Така да, особено сум горда за тоа што имав таква можност. Целото мое знаење, сите мои примери кои што ги стекнува во текот на целиот живот, меѓутоа особено важно во образовниот процес, да можам да ги пренесам преку неформалното образование во едукативниот центар Smart Lab, каде што има доста голем интерес, слободно можам да кажам, има доста креативни работилници, се работи по STEM методологија, значи од повеќе сфери на нашето обкружување, инженерство, математика, креативност, уметност, така да браво за денешнава младина, гледам потенцијал и се надевам дека ќе имаме добра поткова за идните генерации. Така и за крај, како остварена деловна жена, како мајка, кога ќе погледнеш наназад, како гледаш на своето образовно и професионално патување? Од денешен аспект, многу сум среќна за изборот што сум го направила во животот. Тука ќе го надоврзам и моментот и платформата со Create, Drink and Enjoy. Таа е една платформа која што е релативно нова, меѓутоа се покажа како доста успешна. Тука ги фузира сите оние мои вештини од аспект на туризмот, од аспект на маркетингот, целото мое животно искуство кое што го имам до сега стекнато, да се направат едни работилници, бидејќи некако и жената во последно време има потреба да биде сама со себе, да ужива во моментите кои што ги живее. И пак ќе напоменам со поддршка од страна на универзитетот, бидејќи имавме еден успешен концепт на една приказна, односно ивент, Шимис бизнес беше целиот тој концепт, поддршка на млади жени предприемачи. Сето тоа беше поддржано од страна на универзитетот и навистина беше од голем интерес кај младите жени предприемачи, им се даде добар буст. Се надевам дека ќе продолжиме да биде и така во иднина, затоа што тајно, потајно има еден проект на кој што работиме сега моментално со поддршка од универзитетот и се надевам дека ќе има доста голем интерес за младите студенти, за идните предприемачи, особено за идните предприемачи. Тука ќе ставиме повеќе акцент на целиот тој образовен процес, додека трае образовниот процес, да имаат можности студентите да имаат и пракса, меѓутоа и да партиципираат, да имаат можност да учат низ еден студент процес на успешна приказна. Така да
Како ми помогна в денешно време? Да, многу ми помогна да ги балансирам професионалниот и личниот живот, како една успешна приказна испишана, меѓутоа ништо без поддршката од семејството и нели оној ветер во грб кој што ми го даваат за да можам и да бидам и пример нели на моите деца како треба во иднина да изгледа една жена која што сака да се бори, која што сака да успева и да биде доследна на својата визија и соништа, така да кога ќе кажам повторно и на почетокот како што кажав, зборам за универзитетот, зборам многу емотивно. Една моја огромна препорака за идните студенти, пред да размислат и да се одлучат што ќе прават понатаму на животот, слушајте советот професионалци од високообразовни луѓе, меѓутоа и верувајте во своите соништа и не се колебајте, како викаат, успехот кога ќе се постигне не се гледа од каде е почнат. Мораш да почнеш од нула, меѓутоа почетокот во иднина никој не го гледаат само успехот. Така е, чест ми е што беше наша гостинка и што си пример дека со љубов, посветеност, труд може да се постигне се што човекот си замислил во животот, да се стане успешен, да се имаете вакви успешни бизнис приказни кои што денеска ги споделуваме и мотивираме многу млади луѓе да сонуваат големи соништа. Така е, Билјана, ти благодарам уште еднаш на поканата. Особена чест и задоволство ми беше. Се надевам ќе се дружиме во некоја наредна прилика. Така, на вас, почитувани гледачи, ви благодарам што и денеска бевте со нас и што ја слушнавте инспиративната приказна на мојата гостинка Александра Божиновска.